Со заедничка фотографија пред гимназијата Гоце Делчев, матурантите денеска ја завршија учебната година. Директорката Марија Тодоровска им посака успех во животот и понатамошното образование. Матурската вечер гимназијалците ќе ја прослават на 12 јуни, а пак учениците од Средното техничко училиште Наце Боѓони на 22 мај. Матурантите од Средното стручно училиште Перо Наков матурата ќе ја прослават на 16 јуни. Денеска им завршува учебната година на нашите матуранти. Пред се сакам да им посакам најпрви многу здравје, многу успех, среќа во животот, да си ги остварат своите соништа, да се запишат на факултетите каде што веќе се имаат определено. За денешниот ден се имаме договорено заедно со сите наставници, ученици од целата генерација да направиме една заедничка фотографија и потоа да се продолжиме со нивната дружба, која што веќе е организирана заедно со еден бенд кој што е повикан во рамките на нашите училишни простории, ќе биде тоа дружење остварено. Нашите матуранти се определија да завршат најпрвин со своите полагања на матурските испити, па потоа да заеднички да ја прослават нивната матурска вечер, која што е организирана на 12 јуни во Центро Палас. Горди сме со оваа генерација на матуранти, излезе една многу успешна генерација, многу соработлива генерација која што ќе ја запаметиме и со која што ќе се гордееме и како јас што ги поздравив нив дека за 4 години очекувам резултати и на нивните постигнувања. Матурска прослава нашето училиште ќе изведе на 22 мај во Централ Палас. Постојано имаме контакт со МВР, едукација на учениците, нормално да не доаѓаат со автомобили таа вечер на прослава, значи да можат да се сведат можните ризици на што е можно понизок степен. Председателката на Советот на општина Куманово Ивана Ѓоргиевска заедно со представници од секторот за меѓународна соработка и евроинтеграција, стратешко планирање, креирање политики, следење и ЛЕР, денеска одржа состанок со управители на стамбени згради. Целта на состанокот е запознавање со новиот пилот проект што треба да се спроведе за подобрување на енергетската ефикасност на стамбените објекти во општината. Проектните активности ќе се реализираат со финансиска поддршка на Хабитат Македонија со субвенционирање од општината. Така, општина Куманово заедно со општина Кочани и општина Карпош потпиша меморандум за соработка за пилот проект кој веќе се реализира со Хабитат, ОСС Хабитат, односно проект кој е One Stop Shop, каде што може стамбените домари да дознаат се што ги интересира за реконструкција на фасади, првично на фасади за енергетски ефикасни фасади. Бевме на неколку презентации заедно со сектор за евроинтеграција. Веќе сме како дел од тим на државно ниво ставени како луѓе кои ќе работат на оваа тематика и еве денеска вчера имавме средба со представниците од Хабитат, веќе се размислува за дополнителен меморандум за соработка затоа што многу пари влегуваат, 2 милиони евра влегуваат во Македонија преку Хабитат. Ние како Совет на општина Куманово веќе одредивме при гласањето на развојна програма субвенции што ќе ги даваме нели за нашите стамбени домари за реконструкција и сега поента е да се спојат овие два финансиски проекти. Вчера имавме средба во која што многу работи расчистивме со Хабитат, како ќе се реконструират, кои се правилата, кои се заинтересирани донатори, финансиери, какви лиценци мора да поседуваат и на денеска веќе ги пренасаме сите тие информации на стамбените домари. Во општина Куманово има околу 450-500 стамбени влеза. Од сите нив денеска дознав дека околу 350 веќе од овие четворица, еден се откажува за жал, тројца управители се регулират, односно се управуваат. Има голема заинтересираност да се искористат овие субвенции од општина Куманово. Има веќе стамбени згради, односно стандари кои се подготвени да влезат во една ваква постапка. Тие информации денеска ги споделивме и им кажавме на стамбените домари дека од 26 овој месец
па мислам дека до 20 наредниот месец отприлика ќе имаат месец дена да можат да ги средат документациите, не се обемни, не се многу како што често пати бараме од секој стамбена единица или од секој стандар да се поднесуваат документи, значи се поедноставени, се со цел да оди тоа многу побрзо. Многу е битно да се изјаснат поголем број на станари дека се заинтересирани да влезат во една ваква постапка. Отприлика кредитната линија ќе биде околу 6 години, во време трајање од 6 години. 5% е стапката, каматната стапка, значи нешто што во ниту една банка не може да го добијат. Мислам дека таа заштеда што ќе имаат на електричната енергија, всушност кредитот ќе си го покриват. Многу ми е битно станарите да влезат во една ваква постапка за да може да се реконструират нивните, овие колективни стамбени објекти. Приоритет ќе имат во централното градско подрачје. Исто така е многу битно колку е стара зградата, колку влеза има во зградата, значи ќе има поставени критериуми кои ќе ги дознаат на 26. Ова денеска средба беше едноставно за да може да им дадеме дополнителни информации, да може да ги споделат со станарите и одзивот да биде добар, за да може да искористиме повеќе средства од Хабитат, а да ги искористиме и оние средства што се дадени од Советот на општина Куманово. Добар дел од стамбените згради имаат и своји приливи на средства кои што ги собираат минативе години преку резервен фонд и може да учествуваат во овој проект со помош на Хабитат. И има заинтересирани згради, тоа се најчесто зградите во централното градско подрачје, на плаштадот, кои што се изградени 50-тите, 60-тите години, каде што веќе известен временски период представуваат и опасност по креминувачите кои што може да падне фасада и така натаму, така да потребно е нивно реновирање. Во овој проект не е приоритет да им бидат заменети и прозорците. Напротив, фасадата е најважна, меѓутоа станарите по потреба може да поберат од Хабитат помош и за замена на кров, а и дополнително замена на прозорци, што значи дека не се ограничуваме само на замена на фасада. Туку енергетска ефикасност на целата зграда, вклучувајќи го и кровот. Меѓутоа, тоа сепак зависи од барањата на станарите. Затоа, денеска беа споделени повеќе информации, мислам дека стамбените домари и ова ќе го пренесат. Советот на општина Куманово в понеделник ќе одржи седница со предложени 3 точки на дневниот ред. Советниците ќе расправаат за предлог програма за изменување и дополнување на програмата за уредување на градежно земјиште и изградба и одржување на комунална инфраструктура на Куманово за 2025 година. Предлог одлука за ставање вон сила на одлуката за измена на распоредот на средствата на буџетот на општина Куманово за годинава од 5 мај 2025 година и предлог одлука за измена на распоредот на средствата на буџетот на општина Куманово за годинава. Седницата е со директен пренос на програмата на Телевизија Плюс. Педесетина уникатни модели изработени од учениците од текстилната струка во Перо Наков вчера беа дел од модната ревија насловена Модни варијации што се одржа во холот на училиштето. Пред публиката беа представени 4 колекции: Безвременска елеганција, Тајната на мадам Рококо, Сенката на Сахара и завршната колекција насловена Да живее животот. Наставници ментори кои што учествуваа во организацијата на ревијата се Марија Спиридоновска-Ангеловска, Фросина Митковска-Цветковска, Викторија Крстевска, Андријана Динева, Розана Деспотовиќ и Бјондина Лјатифи. Присутните ги поздрави директорката на Средното општинско училиште Перо Наков Мила Жибак Димковска. Ова е вечер на креативност, инспирација и на младешка енергија. Вечерва сите ние сме сведоци на нешто навистина посебно, резултатот од напорната работа, замислата и талентот на нашите ученици. Во светот на модата се започнува со идеја. Една мисла, една скица, еден детал. Но она што ја прави оваа ревија посебна е токму приказната за секој дизајн. Приказна за визија. Нашите ученици не само што создадоа уникатни модели, туку и научија важни животни вештини. Како да работат заедно, како да ги претворат идеите во реалности и можеби најважното, како да веруваат во себе, рече меѓу останатото директорката Димковска.
Представата Калигула под текст на Албер Ками во режија на Ѓорги Ризевски на Театар Куманово премиерно ќе биде изведена на 19 мај во 20 часот, а представата се игра со ограничен број на посетители во Центарот за култура. Во представата играат актери од ансамблот на Театар Куманово, а учествуваат и гости танчери. Првата реприза на Калигула е закажана за 26 мај со почеток во 20 часот. Ова е еден од проектите за македонска драма, поддржани од Министерството за култура и туризам. Сакаме да ги поканиме сите да присуствуваат и да дојдат да погледнат Калигула. Представа која дефинитивно мислам дека ги поместува границите на квалитетот во театарот. Тргнувајќи дека е направена од една безрезервна желба и амбиција да се создаде овој проект. На некој начин тоа го велам секаде бидејќи е вистински начин да се создаде едно уметничко дело. Кога прв пат почнавме да разговараме со Марко Трајковик, нели, во улогата на Калигула, па подоцна со Мартин Манев го направивме таа група, ако се сеќаш, Мартин, пред 4 години од прилика, можам и да видам кога е точно. Па почнавме да разговараме за како ќе ја создадеме Калигула. Никогаш немавме некоја погрешна, како да кажам, причина за создавање на овој проект. Секогаш знаевме ќе го создадеме, само се чекаше можноста и точното време. И со сите работи кои се случуваат во светот, во нашата држава и пошироко, некако свативме на првата проба дека ова е вистинско време за да се создаде овој текст и не е случајно што сега се случува. Ова представа не се случува на камерна мала сцена во Кумановски театар, туку се случува на голема сцена со огромна сценографија и алтернативен начин на создавање, кој допринесува да луѓето ја погледат од еден невообичаен агол, да речеме, дел од тој Black Box театар кој ние го создадовме како стил и правец. Пред се сакам да се заблагодарам на целата екипа која работеше на Калигула, целиот ансамбл на Театар Куманово. Мислам дека јас лично не сум ги видел никогаш повеќе да работат на некој проект кој да е бил дали одобрен од Министерство за култура или приватен. Ова е представа која ми е голема желба, нели, да се оствари во мојот матичен театар веќе 5 години. Првичната желба ми беше да не се оствари во мојот матичен театар, затоа што и јас самиот се сомневав во квалитетот на луѓето кои сакам да работат со мене на ова моја животна желба, ако можем така да ја наречем. И тоа е, всушност, моја животна желба е да го играм овој лик. После 50 на професионални представи мислам и дека заслужив и голема благодарност до луѓето кои го одобрија проектот. Како и да го одобрија, со какви средства да го одобрија, проектот се случи. Убаво е што ја направивме представата за ограничен број на посетители. Тоа се 50 луѓе ќе може да ја погледнат на секоја изведба, затоа што така ќе можеме да го продолжиме животот на оваа представа, да остане на репертуарот долго време. Едва и чекаме да ги видиме првите реакции на публиката која ќе пристигне на предпремиера, нели? Јас откако гледам представи во Кумановски театар, вакво нешто барем немам видено. Тука имаме опфатено повеќе, како да кажам, изразни средства во самата представа покрај актерска игра, каде што можем да кажем дека сите мои колеги пораснаа како актери, кој за ниво, кој за 2, кој за 5 нивоа како актер. Сите стигнаа до својата граница и ја преминаа својата граница за овој проект да се случи. И тоа ми е посебно драго, затоа што ќе има долготрајни последици овој проект. Дали бил успешен или неуспешен, иако мислам дека е успешен 100%. Ние сме танчери, јас, Ева и Јована. Ние глумиме Друзила. Ке видите, не сакам да откривам повеќе детали. Многу сме задоволни. Прв пат работиме така со пар каде што играме. Мене искрено ми се многу допаѓа. Да, ние сме од студио Dance Team Fusion тука во Куманово. Јас и Ева со години танцуваме заедно и ова ни е прво искуство со театар. Дочувствуваме заедно во представа во која што има танц. Како што кажа Ева, ние сме многу задоволни. Најинтересно е овој процес, да гледаме колку е различно да си танчер, а колку е различно да си актер, и кога се спојат тие два света, има прекрасен резултат. За ова представа имав огромна
поддршка од сите внатре, во театарот и од надворешните соработници и особено од тимот, техничкиот тим на кого сум бескрајно благодарен за нивната посветеност, за нивната пожртвуваност, која што апсолутно ме има. Јас секогаш доаѓам со големи очекувања, но и тие ги имаат надминато, затоа што јас од тука имам од пред 15 години, од тука имам испилено како театарски работник, тука имам започнато и да работам овде професионална представа и да ја правам сценографијата, особено на ваков проект кој што и без сценографијата беше многу силен пред да стигне сценографијата, сакам да речем, пред додека маркиравме со тоа што има околу. Представата беше полна и трогателна и тешка и работата веќе беше тука, значи немаше ова само додаде, ова само им олесни на сите да има зашто да се фатат да го направи, да го додаде тој контекст, таа слика, но апсолутно суштината беше и без мене беше тука и само ми е драго да сум дел од цело тоа. Откако играм во овој театар, постојано играм некои комедии, не се сеќавам дека одиграв некоја така озбилна представа, некоја драма, некој друг жанр, кој што ќе можам да го одиграм така како што мислам дека треба и сакам. Зошто? Например, јас, затоа што сум можеби влегол во некоја шема на претходните представи да ги играм така како што ги играв, и сега и овој лик што го зборувам малку тој актерски аспект што играв ја како лик, ми беше веднаш као почнав да го играм на тој начин како што сум ги играл и претходните ликови, можеби во комедиите кои што ги играв. Но меѓутоа сватив дека тоа можеби не е таа формула за ова, дека треба од друг аспект да се игра. И така пробав да го одиграм на тој начин, меѓутоа сватив дека не е моментот за такво нешто, што се го викаат актерски на прва лопта и дека треба да се влезе малку подлабоко во тој карактер. Ако дозволите, јас два за содржината само кратко, без да откриваме многу. Значи, првин сакам да истакнам додадената вредност што Театар Куманово ја доби со оваа представа, тоа се од прилика 25-6 души што се опфатени во процесот, никогаш не сме имале толку масовни учесници, а устои соработници од страна, почнувајќи од таншерките, гостите, актери и се разбира срочните соработници. Тоа е за нашиот театар додадена вредност. Што се однесе до содржината, би сакал да кажам дека скоро не постои човек што ќе гледа представата да нема некои предзнаења за Калигула, за овој можеби најпопуларен римски император, и со тие предзнаења доаѓаат спремни да погледнат нешто. Ние во представата, благодарејќи на Албер Ками, на режисерот и на нас, сакавме да ја покажеме и приказната на Калигула, не само на луѓето што ја забележувале неговата историја, па затоа можеме да кажеме дека меѓу останатото нашава представа и представа за љубовта, публиката на крај ќе донесе пресуда дали оправдано или неоправдано еднесувањето на Калигула и дали навистина љубовта е причина за неговите действувања, делувања низ периодот на кој бил император.